Bože, jaz te ljubam, Isuse, zasekogaš vo moito srce, ti naseli se. To je suštinata, kako da se naseli vo tvoje to srce. Ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se. I za navek ke ti služam, ti si внатре во мене. Направете повеќе места во вашите срца. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена, кај ќе снимаме сега денеска, Исус, отвори ми го Словото. Пред Исуса, ти мало стадо Исусово. Христе Боже, но Петар рече, јас те љубам, Исусе, за секогаш. Еве ги тие се тие. Тоа е целата суштина, како тој да живее во твоето срце. Значи, не да зборуваш ти од себе. Арахмасан, може би ова ќе го исчитаме добро. Вечен живот. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Целата суштина е како ти да се ослободиш од себе. Како да се оставиш ти сами од себе си. Зборува низ мене, татко мој, нека твојот дух зборува, како што низ Исус зборуваше. Не јас да зборувам. Како? И имавме случај на човечки, како да кажам, толкувања. Луѓето се мразат и се осудуваат. Битно е тоа кој ве учи, кој ве поучува. Што вие примате, што ќе ви кажат. Видите, например, имаме Македонија, интересна земја, која граничи со самата себе. Македонија, например, македонците Израел немаат земни цареви, ти имаат небесен цар. Тоа е Исус Христос. Едните имаат завет со него, па го распнат, другите го повикаа Исуса и повторно тераат во некоја саможртва. И ја сакаат повеќе земјата отколку небесата. Ако ќе почнете да го сакате таткото небесен и го барате царството Божио, тоа е важен момент. И ти си ги подучил, да овде сме сега во Егејска Македонија, во Грција. И ти ги учиш во школа, нема македонци, ние сме македонци. Тие се грци и се македонци. Во Бугарија ги учат, македонците се бугари, нема. И нема македонци, няма македонци. Овие ти велат овде, албанците дека нивно е се. Они голема земја, најстар народ, највеќе она. Пазете, интересни. Другите едно. И ти си го подучил тој, тој нема веќе можност да прими. Ој си се натоварил со слова, со букви, знаеш. И не можеш повеќе да примаш, и тоа е целата суштина. Не можеш повеќе да примаш. Ете, апостол Павле што вели. Не знам ова дали го снима. Драги пријатели, значи 1 Коринќаните 2, кога дојдов кај вас да ви ја проповедам Божјата порака. Ете, Павле е класичен пример. Тој беше Савле. Тој мислеше дека е христијанин, фарисеј, садукеј, работеше, а ги гонеше христијаните. Па падна од конјот. Тој момент, дали си ти спремен да паднеш од својот конј? Оти ти ќе примат одреден степен на благодат. Исус, малку пееш, малку се искапеш и пак се враќаш на стариот начин на живење. И немаш сила, бидејќи треба да се испразни твоето срце од сето она што си го научил. И сега тој овде ни вика, не сте македонци, овој ни вика, не сте, овој вика, негова е земјата. Пуштил таму 4 сат верска порака, што е скандалозно. Ноќе, на разглас, како Гебелс во Втората светска војна. Вие гледате дека сега работевме еден расказ на сценски говор со моите студенти. Дека единствена проблем на човекот е неговата грешна природа. Кога ќе се откажеш од себе си, ќе му дозволиш на Исус. Значи, кога дојдов кај вас да ја проповедам Божјата порака. И што да му кажеш на човек? Или дошол, поминал 200 км да им каже дека таткото нивни кој починал не е спасен затоа што, не знам, пред 400 години Мартин Лутер Кинг направил некој од лутераниве. И мисли дека има вечно проклетство. Има само една вечност, тоа е Исус Христос, која е љубов, односно таткото небесен. Нема две вечности, ти не можеш да го разбереш, што се гледа дека си се наполнил со знаења, не можеш да примиш, не можеш да исчекориш кон Исус. Јас не се служев со висок стил на зборување или мудрување.
Сметав дека меѓу вас не треба да ги истакнувам моите сестрани познавања, туку да ви проповедам за Исус Христос и за Неговото распнување, дека Таткото Небесен дојде, го даде својот Син. Пазете го тој стих, не за да му суди на светот, тие зборат за вечен суд, за вечно проклество, за вечно, туку светот да се спаси. И ако Исус е првиот и последниот, кој ќе остане после? После последниот останува ли некој последен? Нема друг. Исус е алфа и омега. Исус е азбуки. Исус е почеток. Исус е крај. После него нема. Вие не можете да го разберете тоа. И сега, имаш заедница финансирана од страна и во сите заедници доаѓа лавот што рика и чека некого да проголда. Доаѓа да ве лапне лавот. Да провери дали вие проповедате догмите дека Бог е лош и ве гори во печка. Дека има вечно проклетство. Мислам дека е сосема спротивно. Вечна е само љубовта негова. Веројатно ви изгледав слаб и исплашен и растреперен, но вие кои сте тука, кои ќе ги отворите срцата, зависи колку ќе примите од љубовта што доаѓа, од мирот што доаѓа. Исплашен и растреперен, она што ви го зборував и проповедав не се состоеше од мудро составени говори, за да ве убедам. Нели читавме пред некој ден, со човечка мудрост никогаш нема да дојдеш до Бог. Никогаш нема да дојдеш до Бог со човечка мудрост. Дали го разбираш тоа? Мораш да дозволиш Исус да се всели во твоето срце. Ако не дозволиш, немаш сила. Ти остануваш истиот грешен, паднат човек. Се разбира кога сме меѓу зрели христијани, знаеме да одржуваме и мудри говори, но тоа не е мудрост што произлегува од овој свет. Или мудрост што ги привлекува владетелите на овој свет, кои кратко трајат. Владетелите на овој свет. Ние ја проповедаме Божијата таинствена мудрост која порано беше скриена, но Бог уште одамна ја беше предопределил во вечноста нам да ни донесе слава. Тој зборува за проповед, за вистината. Жал, никој од денешните владетели не ја разбра и денеска имаме комплетно завладен сатански свет. Оти ако го разбра, немаше да го распнат нашиот величествен Господ. Ние го проповедаме она што Светото писмо е опишано. Молитва Господу Богу. Молим те, помогни ми, едини Господе Божи Исусе Христе, Сине Божи, кој си на небесима. И научи ме како да најбоље искористи своje умне и физички способности, како би сачувал памет своју, здравје своје, како би помогол себе, своје породици и другима, а тоа да буде по Твој вољ. Хвала Ти на досадашној помоќи, Господе Боже Исусе Христе, кој и будуќе очекувам. Амин. Име Отца и Сина и Световog Духа. Ете, дојде Чичко Боро од Јужна Србија и ми донесе една молитва. Се знаеме од лани. Значи, застанавме некаде тука, кај застанавме. Постојано му благодарам на мојот Бог. И тој воопшто го знае тој принцип. Видете, он е православен, но пазете, еве молитвата негова. Молитва на Господ Бог. Те молам да ми помогнеш единствен, семоќен и праведен. Единствен, семоќен и праведен. Господи, Боже, Исусе, Христе, Сине Божји, кој си на небото. Да го забораваш тоа дека тој е на небото, ти си на земјата. Ти ме научи ме како на најдобар начин да ги искористам своите умни и физички способности, како би го ја сочувал својот ум и здравието свое, како би си помогнал себе си. Тоа е важен момент на своето семејство и на другите, но се да биде по Твојата волја. Ти благодарам, се да биде по Неговата волја. Дали ти го прифаќаш тоа? Дали можеш да го прифатиш? Ти благодарам на досегашниот помош, Господе Боже Исусе Христе, кој го очекувам и во иднината. И ти очекуваш од Исус, тој очекува. Значи, кој се надева на семокниот татко, пребива во домот на небесниот Отец и сега што да се каже? Што да се каже друго?
Пилат го праша, ти ли си царот на евреите? Падете 23 стих. Исус му одговори, самиот го велиш. 23 стих Лука 1. Што значи тоа самиот го велиш? Па тоа што самиот го велиш, ти си го мислиш тоа што го сакаш. Самиот. И целата суштина како да го разбереш тоа? Да не зборуваш од себе си. Исус да зборува низ тебе. Писмо до евреите, 10 глава, 32 стих, издржливост и надеж. Дали ти вистински живееш во Исус? Дали вистински? И црквите не ги учат. Они се занимаваат со тоа како ќе биде по смртта, како ти ќе гориш, дали се молиш за мртвите, дали не се молиш. Направил некои правила пред 400 години, замислете, 400 години ги преповторуваат и проверуваат дали се прават, во кои ти си заробен. Например, само верата. Верата без дела е мртва. Само словото без дух е мртво. Само благодата да не остане празна. И он прима некоја благодат. Исусе, до толку, али не му дозволуваш на Исус да се наполниш со Него, да се испразниш пред твоето срце и Исус да дојде во тебе. Не му дозволуваш и тоа е целата суштина. И ти не можеш да напредуваш. Присетете се на минатото. Второто е, например, доктрина за предодреденост. Едни се родени лоши, други добри. Вечно проклество. Ете, дали вие имате ум? Вечен е само таткото на небесата, кој е љубов. Тоа не е чувство. Како може да има две вечности? Интересно. Понекогаш бевте изложени на јавен подсмев. Значи, на минатото, кога што току бевте просветлени, а веќе поднесувавте зачестени напади и страдања. И дошол, поминал 200 километри, не знам колку, да им каже дека таткото на одреден не е спасен, бидејќи не повикал кон Исус. Па нели тој оди за загубената овца, се додека не ја најде? Нели тој е добриот пастир? Како може да има нешто вечно спротивно на тоа, на љубовта? Крајот е близу. 1 Петрово 4. Бидете трезвени и ревносно молете се, а најмногу од се сакајте се меѓу себе длабоко и искрено. Наместо ти да го утешиш, плачете со нешто, плачат, ти му даваш нов. И вика, од кога ни дојде ни кажа дека не е спасен, една деноминација која се подпира на човечко учење, им внесе немир, па тоа е сатаната кој обиколува. Кај обиколува? Па по црквите, по кои цркви? Па по тие што ги формирале центарот им у некоја друга земја богата, ти даваат пари, ти праќи и те труе. Не дозволуваат духот да влезе во тебе, бидејќи ти си полн со цитати. И тоа е целата суштина. Сакајте се меѓу себе, длабоко и искрено, зашто љубовта покрива многу греови. И тие дискутираат дали се молиш за мртвите, дали не се молиш. Па јас гледам дека ти не си во ред. Во духот гледам, дојде од таму, дошол од Америка, ми држи предавање. Марш во името на Господ Исус Христос. Кој ти дал право да зборуваш духот? Кој дух? Два духа има. Мене духот ми вели да не те пуштам да зборуваш. Драги мои, нека не ви изненадува фактот што минувате низ огнени искушенија. Огнени искушенија, ти ке поминеш низ огнено езеро и ние ги имаме тие стихови. Овде не ги немам, прошлиот пат ги читавме. О, Исусе, слава ти. И еве сме сега. Кој е Аполос? 1 Коринтијаните 3:5. Кој е Павле? Кој е Мартин Лутер Кинг? Кој е Свети Климент? Кој е, не знам, Весли? Тај другите, како се викаше, Вапс? Вреди ли заради нас да се карате? Ние сме само Божји слуги преку кои поверувавте. Ти си поверувал до некаде. До некаде. Ама битен е моментот кога ќе дојде искушението, огнено искушение, огнено езеро, огнот на љубовта. Мојот Бог е оган што се огорува. Тој е тој вечен пламен. Во вечен оган далеко од очите твои, се додека не кажете. Некој од вас ќе го разбера тоа. Секој од нас ја извршуваше задачата од Господ. И Мартин Лутер Кинг, лутераниве, тој направил нешто, но е подметнат, бидејќи вели не треба ништо да правиш. Токму спротивно, треба да умреш ти стариот се, првин себе си да се фатиш и да се оставиш на крстот и да го земеш Исусовиот свој крст. Тоа е тој крст. Можете ли да бидете крстени со крштението со кое јас се крстев?
Видите како Духот зборува. Јас не зборувам. Не се молел тој. Ако не се молиш, среќен ти пат. Но не ми го кажувај тоа. На погребот на мојот татко дошла жена, висок црквен достојник, и ми вика дека не се молат. Тука православните прават молитва, бидејќи моето семејство е православно. Нема да се карам сега. Дошол тој друг од другата заедница, не пали свеќа, ја враќа. Пред сите го гледаат и мислам, човеку. Еј, човеку, наместо да сведочиш за Исус, ти правиш екстремни состојби. Ти покажуваш дека немаш доволно љубов. Јас сеев, Аполос полеваше, Бог овозможи самото да порасне. И со силото му дошла и му рекле, татко ти не е спасен. Татко му починал пред 2 дена. Видете, кој кажува дали си ти спасен, ти или татко ти? Ти кажуваш од земјата. Па јас ви кажувам дека имаме сведоштво на еден шаман. Македонец во Америка ни кажуваше. Шаманот умира, не знаел за Исус. Соседи била, жената го вика на шаманот. Тој го држи за рака човекот, додека жената вика брза помош. Последните зборови на шаманот. Знаете што е шаман? Ајде, демонско влијание. Последните зборови на шаманот се Исусе прости ми. Човекот ми го сведочи ова. Од каде ти знаеш каде доаѓа тој? Тој е она приказна каде што тој што почнал да работи од Сабајле и тој што на крајот доаѓа последните 10 минути добива иста плата и кога му викаат зошто ти му плаќаш, ти ли ќе му кажеш на Бог кој е спасен, кој не е? Не треба да се велича тој што сее, ниту тој што полева, туку Бог таткото кој овозможува семето да порасне. Оној што сее и оној што полева работат еднакво важни задачи и секој од нив ќе добие награда соодветна на вложениот труд. Со што полеваш? Па со изворна вода, живот вечен, може би ти сееш какол. Тогаш ќе се види. Бог знае таткото кој е љубов вечна, што има во моето срце и колку можам јас да издржам. И зошто ми дава да слегуваат овие текстови. Значи, комплетно не зборувам јас, туку Исус зборува. Тоа се тие поуки. Среќа е што јас не сум учен од човечки учења, ќе се наполниш од цитати и стихови, нема место за Исус во твоето срце. Ти си во преден план, јас им велам, а вие сте во преден план, вие сте протестанти, не сум протестант, не вер. Протестантите сами земаат збор, сами држат предавање. Посебно од една заедница која беше мастер па пастер, па после ќе заврши во како што сака Бог. Да не судам и јас. Значи, Аполос и јас работиме за Бог, вие сте Божја нива, Божја градба и така натаму. И сега, целата суштина е што да се чита деноминацијски христијани со телесно читање на Светото Писмо. Го поделиле Исус. Исус вели едно стадо, еден пастир. Тие се православни, католици, протестанти, големи заедници, сите си имаат по нешто. Едните по национална основа, другите се поделиле по читање на Библија. Тоа покажува дека нешто не е во ред. Третите се дозволуваат некои телесни блудства. Се занимаваат со окултизам, живо слово, мртво без дух, те убива, зборуваш за вечно проклетство. Што ќе биде после смртта? Наместо тоа треба да го научиш ти што треба да предаваш за Исус. Дали сам се избра да говориш од свое име и ја бараш својата слава или неговата слава, кој говори само од себе. Само од себе говориш и ја бараш својата слава или ја бараш неговата слава. Што ќе биде по смртта? Наместо да му покажеш како тој вистински да се спои, да се роди во Исус. Наместо да ти покаже како да дојдеш до Исус, он зборува за вечна гибел. Ние имаме сосема спротивен момент. Вечен е животот и љубовта. Само он е вечен. Друга вечност нема. Се друго е минливо. Тоа постојано го зборува. Не може да има две вечности. Например, Царството Божјо, го имаме тој момент, се 10 девојки, односно цркви, односно души. 5 се мудри во дух, 5 се неразумни. И тој ти ја покажува поделбата по телесно читање на Светото Писмо. Например, Матеј 25, 1 и 2. Исус на
телесните без масло. Телесни без масло, значи без дух, им вели: вистина ви велам, не ве познавам. Пазете, не ве познавам. Како можеш да го познаваш? Тоа имаме тој стих. Сега знам нешто, а тогаш ќе знам како што ме познава Господ. Матеј 25:12. Потоа им вели: бидете будни. Во тој момент си заспал во овој свет, одиш во некоја деноминација, цитираш, си живееш по старо, примаш мала благодат, зашто не го знаете ниту денот, ниту часот кога ќе дојде Синот човечки. Матеј 25:13. Па еве го човекот замина, беше во Маврово, пиевме вино, разговаравме за Бог и го удри кола и замина. И потоа е друга приказна. Христијани, Христова припадност и собственост, значи. Христова собственост. А се именуваат, идентификуваат, препознаваат по телесно име. Значи попис во РМ и тие се попишани некако христијани, православни, католици, протестанти. Тие што се христијани ги обвинија кои се тие христијани. Навистина кои се тие? Па еве јас сум христијанин. Комплетно му припаѓам Исус Христос, моето тело, душа, ум, се што имаме од Него. Не само што е од Него, туку и мојот имот. И тие во Матеј 24:36-39, денови на Ное и доаѓање на Син човечки во потопот. Пазете, пред Ное јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, купуваа и продаваа. После дојдат две жени, јас немам, тие си прават муавет. Додека не дојде потопот и истреби се. Така ќе биде и со второто Христово пришествие. Тој ќе дојде и ќе истреби и ќе има ново небо. Тие сакаат да ја спасат земјата, врзан си за земјата, македонците, Македонија. Исус треба да го побараш. Дојди во Македонија и помогни ни. Зошто проклетството не се трга? Па затоа што треба водачот на големата црква да се покаја за сето она што Антиох Епифан го правил. И сите тие други да речат милион луѓе амин. Јас се покајувам, не можам сам во името, можам ако сака Исус. Затоа и се намалуваат деновите на страдање заради избраните. Па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Матеј 24:42. Небото и земјата ќе минат, зборовите мои нема да минат. Матеј 24:35. Зборовите се дух и живот. И се неминливи, се вечни, бидејќи се дел од Отецот Небесен, Таткото на духовите. И да бура, кој е љубов, љубов и само тој е вечен. Љубовта негова е вечна, милоста негова е вечна, многу милостив, долго трпелив, он вечно не се лути. Не заборавајте, добар и верен слуга, во малку верен, над многу ќе биде поставен. Влези во радоста на својот Господар. Матеј 25:21. Сега всичко Боро беше. Не го снимив тоа, само молитвата ја снимив. И тој вели, јас сум во Господ. Дали си добар? Рече, не сум добар. Многу сум добар во Господ. Верно служење во љубов, предадена собственост на самиот себе е порта Исусова кон вечна радост. Кога Исус вистински живее, црквата е духовна и е Исусова. Главата е Исус, или се тогаш, чии се тогаш земните телесни поделени заедници. Во едно видение ми се рече, ќе видите кога му припаѓат и се виде кога се натисна во ковидот. И поред однесувањата на Македонска православна црква, која име смени, вака ќе правам, така ќе правам, гради и станови, да сте живи и здрави, каде ви е Исус во срцата, дејството во Исус, служење со радост, со трудништво, бегајте од мене проклети во вечен оган, подготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Матеј 25:41. Тоа ќе ви го каже. Вон Исус си син на проклетството, но тоа не е вечно. Ѓавол и ангели, демони, вечен оган, огнено езеро, прочистување низ љубов, огнено искушение, низ оган на љубовта. Причината е не действуваш во љубов, гладен, жеден, необлечен, странец, болен, затвореник, не си им послужил ни со мали милост и љубов. Матеј 25:42-45.
Потоа следува вечна мака или живот вечен, секако духот кој е вдахнат во се е вечен, тој не може да умре, дел од татковата љубов, без него си во вечно отплаќање, како златото што поминува се чисти низ оган во Матеј 23:39. Ни вели во Матеј 23:39, нема да ме видите од сега па довека, додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Од сега па довека, се додека не кажете, тој е моментот. Тоа е прифаќање на Исусовата жртва, распнување на себе стариот, промена на себе собственост во Исусова собственост, прифаќање на живење на љубовта Негова која никогаш не престанува, волјата Негова, силата Негова и црквата е Негова и е духовна и е едно стадо и еден пастир. Единство во Исус. Ти си тогаш жив камен, дел си од Исуса Христа и тие ќе речат вечно проклетство, вечен пекол, и ние видовме дека пеколот и смртта ги враќаат своите мртви. Имаше еден стих овде, например за крајот 1 Коринтијаните 5:2, кој зборува за тоа. Нека се во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух, слава ти Господе Исусе Христе, со силата на нашиот Господ Исус Христос да го предадете на сатаната за погубување на неговото тело, та духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. Тоа е едниот стих, 1 Коринтијаните 5:4-5, и другиот стих е кај беше и дека беше. 1 Коринтијаните 5:2. Знаете, и сега ние зборуваме дали има вечно, што е вечно, само Бог е вечен. Нека се исфрли од вашата средина со дихо Исусов, со неговата сила. И на друго место вели да духов негов да биде спасен на денот на, може ќе поминеш, не си се проверува низ оган, се проверува низ оган и сега не можам да го најдам, ми задува. Значи, имаме тој исто во Коринтијаните. Значи, низ огнено искушение, низ оган се проверува делото на секого. Ако делото е добро, ќе остане. Ако не, ќе изгори, тој ќе биде малку оштетен. Но самиот ќе биде спасен за денот на нашиот Господ Исус Христос. Наместо да се занимавате поделени деноминации телесни, со тоа дали има вечно вакво, вечно такво. Подобро е да ги научите, ама како ќе ги научите кога не знаете Исус вистински да живее во срцата на верниците? Вие сте одговорни колку верници имате и што зборувате. Значи, словото без дух е мртво и на еден ден ќе одговарате на судниот ден. Низ оган ќе се проверите. Сакам Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Татко мој, не бе, љубовта Исусова да преплави во твоето срце, допри се во срцето. Исусе, исчисти го моето срце, исчисти го мојот ум, устава да зборува само живот да изрекува. Останувам во мирот Исусов, во љубовта Исусова. Бегај од мене, сатано, и не враќај се повеќе, во името на Господ Исус Христос. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене, Исус живее. Ете, тоа е христијанство. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. Облечи се во таа љубов, облечи се во Исуса. Божиот образ на